Здраво живо во живо на Вистинска телевизија со програмата Скопје ми е дома, посветена на градот Скопје, на вашето непосредно соседство, улиците, па и вашите домови, вашата непосредна околина, која што секако сите нас не засега, наспроти оние содржини со кои што сега сме бомбардирани, кои што од кои исто така зависи нашата иднина, меѓутоа ни се малку подалечни од нашите секојдневни проблеми, меѓутоа и од темите со кои што можеме да се пофалиме, а и така носталгично да евоцираме спомени, да се гордееме, бидејќи Скопје, барем од моето досегашно скромно искуство од како ја почнавме оваа емисија, изобилува со потенцијал за продолжување на циклусот на оваа серија емисии, таму некаде во следниот век, или ајде половина век, да не бидам преамбициозен, бидејќи до толку многу се неисцрпни темите. На почеток, како што рековме, ги представуваме општините, или како што носи редот, Вистинска телевизија, регионална скопска телевизија, и да се испочитуваме, нели, со сите општини кои што и телевизијата ги покрива и кои што гравитираат на подрачјето на град Скопје и пошироката околина која што го опфаќа Скопскиот регион. Вечерва повторно се враќаме кон представување на општините и со задоволство ќе представиме една од општините која што, јас често велам, важи за по дефиниција за рурална, меѓутоа има многу урбани обележја, а ќе видиме подоцна и зошто. Се работи за една релативно нова општина, која што стана општина, нели, кон крајот на 20-тиот век таму во независна Македонија, меѓутоа општина со едно многу символично име, поврзано за историјата на македонскиот народ и македонската борба за самобитност, и можеби тоа некој би рекол онака како зарамнотежа, бидејќи населбата од која што потекна името на општината, а и неколку други села кои што, нели, спаѓаат во атарот на оваа општина, на времето биле управувани, раководени од страна на османлиските велможи и бегови, некои од нив имале улога и на чифлици, па така во ова издание ќе зборуваме за еден поранешен турски османлиски чифлик, кој што нели од името кое што го носело според бегот кој го управувал, денес стана општина со едно гордо македонско име. За која општина се работи? Општина Илинден се наоѓа во Скопскиот регион во Република Македонија и ги опфаќа селата Ајватровци, Бујковци, Бунарчик, Пучинци, Делјадровци, Илинден, Кадино, Марино, Младиновци, Мрелино, Мршевци и Текија. Илинден е општина во источниот дел на Скопската котлина, во северниот дел на Македонија. Основана е во септември 1996 година. На исток се граничи со општината Куманово, на северозапад со општина Рачиново, на запад со град Скопје, а на југ со општина Петровец. Главна приградска населба е Илинден. Околу 70% од земјиштето е земјоделски обработливо, а на територијата на општината се наоѓаат и некои важни индустријско-стопански објекти, како рафинеријата за нафта Окта и слободната економска зона Бунарчик. Градоначалник на општината е Александар Георгиевски. Седиштето на општината е населбата Илинден или поранешно Белимбегово. Населбата има разбиен тип, а поради големиот број на население и доселеници, како испојување на соседното место Марино, таа има се повеќе урбани карактеристики и важи за градска населба. На југ од Илинден води патниот правец на кој се наоѓа Јурумлери и води кон Драчево. А североисток се Ајватовци и Бунарчик, на северозапад е Арачиново, на исток и југоисток од Илинден се наоѓа Марино, низ кој водат два локални патни правци кон Кадино и Мралино и кон Младиновци. На запад е град Скопје со населбите Хиподром и Маџари. Поволната географска положба и одличната сообраќајна поврзаност на населбата Илинден ја овозможува одлична економска развиеност. Во непосредна близина на Илинден се наоѓа индустријската зона Илинден, слободната економска зона Бунарчик и рафинеријата Окта,
каде што работат голем број на фабрики, производствени погодни, стоваришта во кои работат жители на Илинден. Поголемиот дел на жителите се занимаваат со секундарна стопанска гранка како работа во индустријата, градежништвото, трговијата и угостителството. Во близина на Илинден се наоѓа и Скопски аеродром, во кој работат дел од жителите на Илинден. Општина Илинден има околу 16.000 жители. Ете така го видовме воведот, се враќаме во студиото со новото издание на Скопје ми е дома. Веќе разрешивме мистеријата, ќе разговараме за општина Илинден. Како што реков, општината која што гордо го носи името на еден многу важен настан од македонската борба за самобитност, а и верски празник нели на македонците од православната христијанска вероисповед. На почетокот јас би сакал и со мојот соговорник нели ќе го проговориме тоа да направам една корекција, бидејќи многу ни е мило кога разговарајќи нели за општините во Македонија ќе сретнеме општина каде што наталитетот наместо да се намалува, нешто што за жал е пракса во најголемиот дел на општините на нашата држава, овде се зголемува. Дел на тоа се должи на природниот прираст на населението, нели дали се раѓаат деца и тоа се гледа нели според децата кои што бараат згрижување во градинки или посетуваат училишта, меѓутоа дел се должи и според и на доселувањето на лица од други места, што значи дека самата општина овозможува економски потенцијал за добар животен стандард и е пожелна за доселување нели па дури на младите луѓе каде што тука оформуваат свој дом и своји семејства. Ете така, со фалење започнавме, со чести задоволство ви представувам Александар Георгиевски, градоначалникот на општина Илинден, можеби најпатриотската, барем според името, општина која што е во регионот на градот Скопје. Јас го направив тој контраст, се надевам дека нема да ни се налутат, бидејќи ние имаме сограѓани нели од турска етничка припадност, меѓутоа од еден чифлик кој што Белинбек го користел како барутана на времето, прераснало цело населено место и ете ден денес разговараме за општина Илинден. Јас исправката ќе ја направиме, кажавме 16.000, во меѓувреме 18.000, така? Така, веќе 18.000. Да. Официјално. На што се должи тоа? Јас направив еден долг вовед, добре дојдовте во студиото. Јас ќе почнам од тоа што е најударно, можеби и што најмногу не засега сите македонци. Тоа е бројот на нашите жители, младите, и нината и децата и веројатно ќе се навраќаме во текот на разговорот. На што се должи тоа? Зошто е општина Илинден толку, ајде да речем, убаво или поволно место за живење? Најпрвин добар ден и ви благодарам за поканата во вашата емисија. Многу ни е чест што еве имаме можност да гостуваме и да говориме за нашата убава општина Илинден, како што споменавте, општина која го носи едно од најубавите и најпатриотски имиња на што сме особено горди како жители на Илинден. Во однос на жителите направивте вие веќе неколку паралели. За жал во Македонија свесни сме дека изминативе години, па може да кажеме и последнава декада, има зголемен екзодус на иселување и намалување на населението. Тоа го покажа и пописот во 2021 година, каде што нели од прилика 1.800.000 негде сега постојаното жителство или резидентно население на Република Македонија, најголем број или 90% од општините имаат пат на населението. Општина Илинден е една од ретките општини каде што има зголемување на своето население. Имено на пописот во 2002 година ние имавме неполни 16.000, а сега имаме речиси 18.000. Тоа пред се должи на нашиот развој како општина, на постојаниот прилив на ново население, отварање нови можности за луѓето за нивен живот. Знаете дека општина Илинден се наоѓа на една исклучително
стратешка локација за државата за Република Македонија. Тука се вкрстуваат двата најбитни коридори во Република Македонија, тоа е коридорот 8 и коридорот 10, токму во нашата општина. Како што спомнавте веќе во прилогот, тука се наоѓа меѓународниот аеродром Александар Велики. На наша територија поминува железничката линија Белград-Скопје. Тука исто така започува обиколницата околу Скопје. Ја спомнавме веќе железницата и се наоѓаат едни од најголемите индустријски економски зони, особено Тирс 1 и Тирс 2 или Бунарџик економската зона, како и неколку помали локални економски зони кои што нудат можности за граѓаните, за бизнис секторот и со тоа или настанува атрактивна општина, општина каде што многу млади луѓе ја гледаат својата иднина, каде што одлучуваат својот живот да го продолжат, на што сме особено горди и за разлика можеби од другите општини из државата, тој иселување, иако постои секаде постои, не е во тој интензитет како што е на другите места. Многу убава метафора направивте и со тој крстопат и со вкрстувањето на двата најважни коридори на кои што ајде да не го приватизирам разговорот, меѓутоа пред многу години во некои мои колумни го споредував со крстот на кој што е распната Македонија и кој што од страдање треба да го претвориме во спас и веројатно тука е клучот на балансот на тие два коридори. Некаде денес го прочитав податокот дека всушност општина Илинден е таа низ која што минувал, да речем, и првиот автопат во Македонија во 1961 година од Скопје за Куманово, кога државата не знаела ни што е тоа автопат и тогаш граѓаните учеле, така што сте имале среќа да бидете на еден важна крстосница, каде што сето тоа ја вклопува приказната. Меѓутоа, не е само работата, не е само екзистенцијата, не е само да се вработам, не знам, во фабрика, во нова инвестиција и така натаму. Веројатно влегуваат во урбаниот живот на една општина и во стандардот на граѓаните, го сочинуваат еден куп компоненти, услови за живење, инфраструктура, достапност на ресурси. Инфраструктурата, рековме, ја има, барем што се однесува до овие главните патишта, потенцијал, инфраструктура во смисла на образовна инфраструктура, ги споменав јас на почетокот и градинките, а во последно време и толку зборуваната заштита на животна средина, која што, особено во рурални општини како што е вашата, мора да се негува. Како го правите тој баланс? Веројатно не е само заради фабриките, туку луѓето сакаат да живеат во Илинден и не го напуштаат или не ги напуштаат родните места, од ред други причини, кои што се врзани за условите за живот во Илинден. Така убаво напоменавте, Илинден по формулација или по дефиниција е рурална општина. Дали општина со седиште во рурал, така се смета, дел од руралните општини. Но сиве овие години ние се трудиме општина Илинден се повеќе и повеќе да наликува на урбана општина и веќе ние може да кажеме дека општина Илинден во многу параметри спаѓа во урбаните општини. Со нормално дека Илинден особено го добива тој прогрес на локално уредување на локалното живење со своето осамостојување како посебна општина во 96-та година. До тогаш општина Илинден е во склоп на градот, тоест во склоп на општина Газибава, а од 96-та година посебно се развива како засебна локална самоуправа и можам да кажам во сите вие речи си веќе 30 на години во Илинден континуирано се трудиме како граѓани, како локална самоуправа да инвестираме во што подобра инфраструктура. Тоа го правиме континуирано, нормално дека секогаш има предизвици, но се носиме со најголем дел од тие предизвици и сето тоа е препознатливо, да речеме, и од граѓаните и од оние други граѓани кои што доаѓаат од страна и ја гледат како се развива општина Илинден, па одлучуваат тука или да работат или да живеат и е вид да направат општина Илинден уште поразвиена и поурбанизирана. Нормално дека предизвикот е поголем, затоа што во голем дел од населението е ни младо население. Ние имаме зголемување на бројот на ученици, на деца во градинка и така натаму, што особено е предизвикувачки за локалната самоуправа да се износи со тие предизвици. Така, минатата година пуштиме во употреба нова зграда на основното училиште Гоце Делчев. Моментално работиме на доградба на градинката Гоце Делчев во Илинден со цел нов дел, каде што исто така ќе се погрижиме за сместување на
оние дечиња што се на листата на чекање, за да немаме листа на чекање, и сметам дека со таа инвестиција, барем како што стојат моментално работите, ќе имаме 0 деца на чекање во градинката. Нормално тука не запираме, постојано имаме нови предизвици, постојано имаме нови проекти, постојано гледаме да бидеме во тек со времето. Тоа да имате таков предизвик, веројатно е посакувано нешто. Рековте 0 чекање, меѓутоа да даде Бог да има потреба, нели, од уште нови градинки, училишта и уште нови деца. Јас да напоменам, го споменавте аеродромот. Кога разговаравме за општина Петровец, имавме проблем да ги прикажеме снимките од дрон, бидејќи требаше да се извадат еден куп дозволи, меѓутоа благодарение на ангажманот на нашиот соработник Бојан Тренчевски од Macedоnia from Above или Македонија 360, сепак успеавме да направиме снимки во еден дел, избегнувајќи ги тие таму каде што е дозволено секако, да не помисли некој дека нешто ние се охрабривме нелегално, да направиме снимки на наше и ваше задоволство, најмногу на задоволство на гледачите, затоа што кога ќе се погледне вака одгоре, малку поверодостојно изгледа. Многу пати кога сме го прикажувале, нели, во нашите содржини со дрон прелетување на центарот на Скопје, многуми на Скопје ни велат, па не сме знаеле дека овие места изгледаат вака одгоре, излегуваат и добрите работи, излегуваат и маните, некаде излегува и смеет, излегуваат и некои работи кои не треба да се видат, меѓутоа во секој случај е тоа. Инаку да забележам и да не зборам веќе многу дека многумина од скопјаните кои што живеат, нели, во град Скопје, а кои што не се толку стручно упатени како нас, нели, заради информирањето на граѓаните од медиумите и вие, на кои што тоа ви е работа, нели, да управувате со нивните пари, тие не знаат, тие ја сметаат општина Илинден како дел од Скопје. Дури многумина Скопјани се чуди како е Илинден така рурална, па таа не е дел од град Скопје, така што веројатно немале ни потреба и меѓу другото ете со овие емисии така едукативно. Значи самите жители на Скопје ве доживуваат како скопска општина и веројатно тоа така треба и да биде. Во овој случај, во разговорот сега, јас реков ќе прекинам, а се изназборував. Имаме едно вклучување на Вибер, режија дали го имаме следниот повик, јас овде да проверам, да. На задоволство на сите нас имаме Новица Трајковски, илинденец, академски сликар, илинденец, ова како да сте комита од 1903 година, меѓутоа тоа е убавината, нели, на епитетот. Обично вела дека уметниците, сликарите, барем испоред досегашните и наши светски искуства, се инспирираат од природата, од надвор од градските метежи и така натаму, и дека обично ликовните колонии кога ги прават надвор, ги прават во некоја рурална средина. Веројатно Илинден, традицијата, местото од каде што потекнувате корените се дале свој изразит печат во вашето творештво, ете да кажам. Добро вечер и за вас, значи Новица Трајковски, академски сликар. Добро вечер за вас, сите во посебен поздрав и до градоначалникот на нашата општина. Се јавувам од моето упал во Илинден. Иначе тој ми е инспирација. И во овие години дознав дека не е случајно што Господ ме родил токму во Илинден. Имам и цел циклус посветен на Илинден, моето убаво Илинден. Така, тоа е рековме и вечна инспирација, самата култура, традиција која што кај сите на наши автори нели е присутна. Обично велат дека уметниците нели одат во големите центри кога бараат кариера, каде што се галериите, велат дека успеале кога заминале некаде низ Европа и низ светот и така натаму. Како гледате на таа споредба во смисла на енергијата која што ја црпите од тлото од каде што потекнувате и тоа што како дел од вашето творештво треба светот да го види или да го осознае преку вашите дела? Ево ќе ја кажам, кога завршив, моите професори беа Димитар Ски и Родолјуб Антонов. Мојата прва изложба надвор од Македонија беше во Берлин, во една од најпрестижните галерии. И после тоа се редаа многу низ Европа, околниве земји наши,
Но сето тоа што го видов таму, нивниот менталитет, има некоја чудна ладнотија и чуден однос кон сето она што е божествено и убаво, а се негува кај нас во Македонија. Тоа е некако, за мене беше многу празно и едноставно и јас се осеќав празен. И прашањето беше што барам јас таму кога Господ ме родил во Македонија, во мојата убава Македонија, во мојата убаво Илинден. И после таа серија на многу изложби што беа после моите студии, јас се стационирав во Македонија. И целата моја љубов и енергија ја посветив на Македонија. Да го искористиме тоа што сте академски сликар, ликовен уметник. Аз сме го дискутирале тоа, овде сме на телевизија, една регионална нова вистинска телевизија, која што претендира, иако е малку и претенциозно тоа вистинска како епитет, да врати некои вредности во етерот. Па сме разговарале и со ваши други колеги, колку воопшто денес, не само во електронските медиуми, не само во телевизиите и во овие новите технолошки медиуми на интернет и така натаму, колку е промовирана ликовната уметност, колку младите се интересираат за продолжување, или тука се менува нешто парадигмата во смисла на начин на работа и така натаму, бидејќи заеднички констатираме, тоа го констатиравме и во литература и во други сфери, и во класична музика и така натаму, дека нешто многу во последно време и ве нема во медиуми. За голема радост на убавите нешта, а уметноста е најубавата работа, музиката, поезијата, филмот, архитектурата, сликарството, сето тоа што спаѓа во склоп со уметност. Младиве, почнувајќи со неколку од постарата генерација, јас не се осеќам за стара генерација, некаде средна генерација, ги сваќаа замките на новата техника и се враќаат на старото традиционално сликарство. И тоа е најубавата вест. Ама уште поубавата вест што севкупно оние што треба да размислуваат и да работат во таа сфера, веќе немаат верба во техниките и се враќаат во она што им е дадено од Бога. Во јас. Да искористам само ова прилика и нема да го узурпираме времето, бидејќи е посветено на општина Илинден, она што, јас ки си дозволам и малку лично ме заскокотка и ме интересира. Задоволни сте од присуството на публиката, од присуството на, критичка мисла, пласман на творештвото, посетеност на изложбите, информираност на новите генерации дека таму некој некаде нешто твори и така натаму, бидејќи, ајде сега да не бидам препесимистичен и прегруп, меѓутоа и од ваши колеги сме разговарале, се добива впечаток дека има една маса на толкав град како Скопје, една критична маса од 3-40 луѓе, која што е секаде, и тоа се тие, и тука се почнува и тука се завршува во однос на публиката на тоа што го творите, која покажува интерес. Ако дозволите да паднете во таа машинерија, нема крај. Ако сте свој, ќе си го најдете излезот и времето и просторот. За моја среќа и за среќа на оние што живеат во нашата општина Илинден, градоначалникот навистина со голема љубов и верба во сите нас што твориме и живееме во општината Илинден, вратите ни се секојаш отворени со сите проекти. Кога и да побараме нешто, која помош од општината, присуство нивно, или да се ангажираат околу носење на изложби, представи или нешто, било што ни треба на нас, тие се тука во секое време. И еве едно големо признание до градоначалникот, тој е млад и верувам дека ќе се изгради во вистинска личност која ќе
Навистина ќе ги води младите и оние што го работат тоа. Јас И публиката е навистина добра во општина Илинден. И посетеноста е голема. Да. Отворете кај мене просто ќе видите дека салата е преполна на сите изложби. Супер. Тоа радува, исто така изгледа надежно. Јас ви благодарам за издвоеното време и ете повторно ќе речам, ќе продолжиме разговорот на тема уметност во некоја друга прилика во соодветна содржина наменета за тоа. Благодарам што учествувавте и со вашето размислување го збогативте ова издание на Скопје ми е дома. Секој е добро, останете доследен на тоа што го правите и оставајте наследство на едните генерации, бидејќи нам ни требаат сликари и по 20-30 години, не само денес. Секој е добро и благодарност. Ви благодарам и на вас и токму тоа е пораката на нашето постоење. Секој е добро. Ете, слушнавме. Јас тоа сакав да го прашам, спомена посетеност и публика. Пред да преминеме на нешто друго што е можеби покомерцијално и попривлечно кај младите, постои ли интерес, постои ли простор соодветен каде што можат културни содржини да конзумираат жителите на општина Илинден, или уште подобро, бидејќи рековме дека Илинден е, па и географски, е некаде, што би рекле народски, може да биде привлечна и за скопјани, па да дојдат на некој културен настан и кој што ќе се организира во општина Илинден. Како што спомнавте, така е, взаемна е поврзаноста на Илинден со Скопје, со градот, со централното градско јадро и обратно. И многу наши граѓани нормално дека функционираат и во дел од градот, оние содржини што се како Македонскиот народен театар и сите оние што се нудат знаменитости и културни институции во рамките на градот. Но особено морам да истакнам дека и ние како општина посветуваме добар дел, добар акцент на културата. Па така можам да кажам дека секогаш традиционално во мај, тоа е сега негде втората недела од мај или третата недела, зависи од периодот, се одржуваат денови на културата, каде што овие денови на културата централно место има литературната манифестација Илинден. Таа литературна манифестација поетска пред се е со континуитетот речиси 25 години и најминентните македонски поети вообичаено доаѓаат и се присутни на тој централен поетски митинг кој се одржува во општина Илинден. На маргините на таа манифестација имаме и литературно матине за деца, имаме обично некоја промоција на некоја книга, некои други активности од областа на прозата и поезијата. Но исто така, секогаш кога се овие денови, имаме и изложба на некој уметнички сликар, како што е Новица Трајковски, но и други сликари, како од општината, така и надвор. Имаме музички концерти, даваме простор на културно-уметничките друштва, како што е ансамблот Илинден и други културно-уметнички друштва кои што на територија на општина Илинден имаат своји испостави, така да се грижиме пред се за културата и развојот на културата во општината Илинден, но даваме еден посебен принос и на национално ниво со овие активности, тоа што сметаме дека Илинден, особено во овој сегмент на литературата, има свое место во државата, во делот на поезијата. Значи на агендата на поетски книжевни фестивали е и вашиот фестивал, и тоа високо ценет и почитува. Ние од минатата година направивме посебен меморандум и соработка со Друштвото на писатели на Македонија, каде што заедно овој настан со нивна поддршка го организираме. Така. Јас овде ќе предложам да направиме куса пауза пред што се однесува разговорот во студиото, а не пауза за вашето внимание, почитувани гледачи, затоа што имаме содржини. Повторно ќе се навратиме малку во историјата, а во следниот дел од разговорот ќе стигнеме до она што можеби е најинтересно, како да речем, па и комерцијално посакувано, најпривлечно кај младите, а и најпожелно за нивниот правилен развој, а тоа е спортот. Се враќаме по паузата. Покрај селото Илинден, некогашно Белинбегово, се до заминувањето на турските власти, на местноста Маркова колепка се познавале стари гробови, кои не припаѓале на населението.
кој пак врз основа на нивното постоење имало предание дека на местото на денешното село постоело друго село кое подоцна било уништено. Денешната населба настанала за време на турското владење, кога на ова место бил основан чифлик од страна на некој си Белин бек, кој се грижел за производството на барут во соседното Јурумлери, а по кого селото го добило и името. Во местноста Требоши, на 1 километар јужно од селото, селаните често откопувале керамиди, ќупчиња, јазови, бунари и остатоци од мостови, при што постоело предание дека некогаш таму постоело посебно чифлигарско-македонско христијанско село, кое било заграбено и раселено од белимбеговските чифлик сајбии, при што дел од населението преминало во Белимбегово, а останатиот дел се раселил на разни места. До крајот на турското владење во Белимбегово постоеле 7 чифлици на скопски бегови и сите македонски семејства, освен родот Аџиовци, кои имале своја земја, работеле како чифчии и момоци. Во 19 век селото е делот на Хијата Чаирско поле во Скопската каза во Отоманското царство. Според обширните османлиски дефтери за населението во Скопската каза од 1832, односно 1833 година, селото било забележано како Бехлул бек со христијанско население, каде имало 27 христијански домаќинства. На овој попис биле забележани 110 мажи христијани со 10 новороденчиња. Се проценува дека селото во тој период имало 240 жители. Во Втората Балканска војна, во 1913 година, селото влегува во границите на Србија како дел од општина Бунарџик и има 244 жители. Според германската карта, издадена во 1941 година, а заснована на пописот во Кралството Југославија во 1931 година, селото имало 300 македонци. Од чифлигарството, жителите македонци започнале да се ослободуваат со аграрната реформа во 1927 година и со подоцнежната во 1946 година, кога започнале да добиваат и откупуваат земја во свој посед. Во 1928 година во селото се доселило семејството Калкус од Чешка, кои за кратко време створиле посед простран од 150 до 200 хектари, кој по Втората светска војна бил одземен и национализиран за основање на земјоделско стопанство. По Првата светска војна во Белимбегово масовно почнале да се доселуваат македонци од целата на Скопска Црна Гора, при што тие го основале Плац Малото. Вториот голем браун на доселување започнал кон крајот на 60-тите години на 20 век, кога во Илинден се доселиле голем број на македонци од селата во околината на Крива Паланка. Се до 1996 година населбата Илинден припаѓала во рамките на Скопската градска општина Газибава, пошто била основана истоимената општина со седиште во оваа населба. Мршевци. Мршевци се наоѓа во источниот дел на Скопската котлина на територијата на општина Илинден, на 27 километри оддалеченост од градот Скопје. Селото е рамничарско и лежи на надморска висина од 330 метри во долниот широк дел на Никуштанската речица. Изгледот на Мршевци се разликува од останатите села, бидејќи во него плански биле доселувани српски колонисти во периодот на српската окупација пред Втората светска војна. Селото се состои од 4 долги улици во правец север-југ и 3 пократки кои се протегаат во правец исток-запад. Атарот на селото зафаќа површина од 7,9 км квадратни на која доминира обработливо земјиште со 618 хектари. Селска слава на селото Мршевци е Спасовден, што е воедно и патронен празник на селската црква.
На сред село се наоѓа населба од неолитско време. Временски и културно овие наоди се идентични со наудите од Тумба во Маđари. Се враќаме во студиото, ново издание на Скопје ми е дома, вашата локална скопска или регионална скопска програма на вистинска телевизија. Во ова издание е посветена на општината Илинден. Со мене во студиото Александар Ѓорѓевски, градоначалникот на општината, со кого веќе разговаравме нели за неколку моменти од животот на самата општина, кои што се карактеристични и самите обележја. Меѓутоа, јас пред ова пауза реков дека ќе проговориме за нешто што можеби е најинтересно и карактеристично. Јас сега исто ги судам и ги оценувам работите според досегашното искуство, а она што ми остави впечаток кога правевме емисија за Петровец, беше исто така, освен зголемениот наталитет, беше и огромниот интерес за спорт на локалното население. Па преку уметност, култура и така натаму стигнавме до спортот, каде што имате што да се пофалите. Вие тука имате донесено и некои информатори кои што како годишници ги издавате во рамките на општината и каде што можам да забележам дека има многу настани кои што се од делокругот на спортот и со прилично голема амбициозност, дел од нив се и со меѓународен карактер, колку што можам да забележам. Па, ајде околу тоа, јас ве прашав за джудото, нели, првенството кое што сега е актуелно, меѓутоа фудбалот веројатно е прв и последен, со него се почнува и се завршува, меѓутоа Ајватовци, нели, е карактеристично како некој вежбавен полигон за ентузијастите кои сакаат да занимаваат и со параглајдерство. Кои се други спортови се застапени, барем според ваши сознанија или онаму каде што општината можеби смешала прсти, што би се рекло, да ги поттурне, да им подпомогне, да ги охрабри? Така, значи, како што споменавте, Илинден особено може да се пофали во делот на спортот и како општина која што вложува во спортската инфраструктура и нуди можности за спортување, но особено и во потенцијалот што го имаме кај популацијата, особено кај младата популација, и големиот интерес за занимавање со спорт, како во масовниот спорт, така и во индивидуалниот спорт. За таа цел, прво ќе кажам дека општина Илинден и изминатиот период во најголем дел реконструираше многу локални спортски терени во повеќето населени места, така ќе продолжиме и наредниот период и година во здравје и другата година, каде што планираме сите спортски терени да бидат реконструирани. Пред некое време, пред недела дена, го пуштивме во употреба новото мултинаменско игралиште во Илинден со специјална подлога која што може да се користи за неколку спортови како што е фудбал, кошарка, ракомет, одбојка. Исто така, околу тоа мултинаменско игралиште во наредна фаза ќе се гради скратена атлетска стаза со трибина, така да ќе биде вистински спортски центар. Во делот на спортот и во делот на индивидуалните спортисти, особено морам да издвојам дека во нашата спортска сала и нашите фудбалски терени, кои што ги стопанисува општината Илинден, даваме посебни субвенции да може многу школи да функционираат. Добар дел од тие школи функционираат на територија на општина Илинден, како во делот на фудбалот, така и во делот на ракометот, кошарката, боречките вештини, особено бокс, таеквондо. Споменавте дека многу настани се одржуваат од спортски карактер. Тука може и од меѓународен карактер. Спомнавте во делот на боречки вештини, токму така, минатата година мислам дека 2 настани од меѓународен карактер во делот на џиу-џица и џудо. Двете федерации одржаа меѓународни турнири, а годинава и државните првенства се одржаа токму во општина Илинден. Таков настане и Илинден клуб, кој што фудбалската школа Гроздановски, која што гравитира во општина Илинден и користи нашите терени, организира посебен таков клуб за младинци, за деца до 12 годишна возраст, ако не се лажеме, и каде што минатава година имаше многу клубови, како од регионот, така и од Европа, и беше многу успешен настан. Здравје, оваа година во септември се планира одржување на втор таков турнир. Исто така на нашите терени, освен нашите постојани фудбалски клубови кои што постојат и се во понизок ранг на преварување, често излегуваме во пресези на големите клубови како што е ФК Вардар, кои што исто така го помагаме и добар дел од нивните тренинзи и нивните помлади категории тренираат
во нашата општина. Морам да кажам дека сме голем расадник други индивидуални спортисти. Така во делот на ракометот имаме многу репрезентативци кои што потекнуваат од кај нас, фудбалски репрезентативци кои што излегале од Требаше да имаме еден ракометар, ама да. Рековме ајде од скромност да не го приватизираме многу. Така. Некоја друга прилика. Тука и атлетичарот исто така Дарио Ивановски кој што има импресивни резултати во последниот период е токму од општина Илинден. Така да Илинден е една од значајните спортски центри во државата и ние се трудиме да го задржиме тој епитет и да продолжиме со нашите инвестиции да возможиме што повеќе да поттикнеме млади луѓе да се занимаваат со спорт. Во таа насока за прв пат минатата година поделивме и субвенции за индивидуални спортисти кои што имаат индивидуални постигнувања и општина Илинден застана под тие спортисти им даде еднократна парична помош или еднократна субвенција. Така, често пати слушаме, особено кај индивидуалните спортисти, некои приказни по медиумите се појавуваат дека не можеле да отпатуваат некаде, не може да си го платат билетот за да учествуваат на одреден турнир и така натаму, што секако оваа помош ќе им биде добре дојдена. Споменувте фудбалската школа Гроздановски, за која што во Скопје, барем Скопјани, нели рековме дека Скопјани се сметаат општина Илинден дека е скопска општина, дел од град Скопје, а школата Гроздановски исто така си ја сметаат за скопска школа. Само една дигресија, ја смета за Скопштина токму, ние сме дел од Скопје, особено од скопскиот регион, но не сме дел од градот. Не сте дел од градот Скопје. Да. Се од една страна затоа сте и во Скопје ми е дома нормално, да. Но верујте на повеќето жители им представуваат чест тоа што сме посебна општина која што си градиме собствена идентитет и собствено се градиме и сме независни од градот. И со многу убаво име, како што рековме, да не повторуваме повторно, да им досадиме на гледачите. Имаме второ вибер вклучување. Фудбалска школа Гроздановски, Владко Гроздановски е некаде надвор на терен. Здраво живо, добар ден или добро вечер, се уште е дење, денот на големи. Зеленилото прилега, нели како што прилега на амбиентот во општината Илинден и на спортскиот амбиент, да, зелена трева. Споменавме нешто околу школата, јас кажав дека школата Скопјани ја сметаат за скопска. Веројатно заради тоа што нели поради, како да кажам, интересот оперира нели на повеќе подрачја и во повеќе општини, вклучувајќи ја нели матичната општина Илинден. Па најпрво добар ден. Да кажам добар ден. Здраво живо, најдобро. До вас таму, до градоначалникот на општина Илинден. Да, школата е рачунат како дел од Скопје, меѓутоа јас морам да нагласам дека школата е формирана на 16 септември 2016 година во општина Илинден. Така е. Официјалното име на школата е фудбалски клуб Гроздановски Илинден. Така да нашата матично место ние во Илинден е сега со текот на годините поради зголемиот интерес на деца и од градов, ние отворивме на уште 2 локации, така да сега сме да кажем на територијата на цело Скопје. Меѓутоа најголемиот број дечиња се од општина Илинден. Она што се поврзува со школите во секоја смисла е тоа што за да постои школа треба да има интерес, а за да има интерес треба да има кој да се интересира, односно да има деца. Тоа го коментираме цело време и провејува во надпреварот. Градоначалникот употреби еден израз дека општина Илинден е расадник на кадри во разни спортови, особено со акцент на фудбалот. Па може ли да се каже дека, не знам, во овој момент можеби работите со некои нови потенцијални звезди на македонскиот, европскиот па и светскиот фудбал? Па да, се надеваме, затоа и оваа школа функционира да биде, да кажам, ајде служба на тие дечиња, да им помогне да излезат на прав пат. Голем дел од тие дечиња можеби нема да бидат фудбалери, меѓутоа со здравиот начин на живот ги тргаме и му возможуваме да живеат здраво додека третирани, потрудиме да помогнеме да станат еден репрезентативни, да бидат успешни. Што Илинден од секогаш имал голем број на талентирани деца и секогаш дали во ракомет, кошарка, фудбал, не кој спорт, од секогаш давал многу репрезентативци. Во нашата школа
многу добри деца, има многу потенцијални репрезентативци, меѓутоа со тие работи имаме дека ќе ги изведеме на прав пат и дека ќе помогнат од развој во фудбалот. Ги споменавме меѓународните настани, еден од нив е и настанот кој што вашиот клуб, односно школа го организира, меѓународниот Илинден куп, кој што е баш меѓународен, што би се рекло, годинава, ако не се лажам, ќе имате гости и од Австралија и од преку океанот, и нели од многу познати клубови кои што за фудбалските фанови тоа како значат нешто во светот на фудбалот. Да, минатата година за прв пат се одржа Илинден куп, меѓународен турнир деца од 8 до 2 години. Овој турнир ние го спремавме неколку години, меѓутоа по соработка со општина Илинден минатата година со огромна поддршка од нивна страна, каде што и јавно би сакал да му благодарам на градоначалникот за поддршката, успеавме да организираме феноменален турнир на кој што гостува голем број лани имаше 117 земји, Романија, Белгија и Македонија, меѓу на европскиот Андерлехт како Партизан, Војводина. За оваа година најавени многу други екипи од повеќе од 10 до 12 земји кои доаѓа најверојатно коме потврда Спортинг Зvezda, Партизан, Стеуа, Букурешт, Андерлехт повторно доаѓа, Белгија, Ирак од Грчка, како екипи од Австралија, од Капотна, Црна Гора, Малта и од Англија. Така да ќе биде, да кажам, ајде, светско првенство тука во Илинден. Ние сме благодарни за услови на инфраструктура, територија, да кажам, и терени. Тата година очекуваме да имаме уште еден. И тоа е добро. Имаме може да патиме да организираме ваков настан потребна инфраструктура, а тоа не Во секој случај интересно е се закажуваме и ние на гости за време на турнирот. Ви посакувам успешни заложби и секако нели нашега со школата и клубот кои остануваат илинденски, односно на општина Илинден, затоа што и тој локал патриотизам кој што го негувате, веројатно една од вредностите која што покрај космополитизмот треба паралелно врнотежено да се остави како наследство за младите, кои меѓу другото, освен што им обезбедувате и здравје и правилен физички и психофизички развој, ги на некој начин ги одвраќате и ги штитите и од пороците кои се закануваат на сите страни. Благодарност, поздрави и успеси. Благодарам и на вас. Тоа е тоа, да не излезе се дека многу се фалиме, меѓутоа на крајот на криштата се работи за факти, не е патетично и не е клише да се каже дека децата се иднината и всушност што се однесува до тоа, вие како општина генерално и како жители на општината, не само вие како градоначалник, го препознавате тоа и веројатно вложувате во таквата приказна. Што полека се приближуваме кон крајот. Реков јас дека на почетокот се договоривме дека нема можеби многу да се фалиме, бидејќи сме во предизборна кампања, иако кога се работи за управување, како што реков јас, да дадена доверба за управување со парите на граѓаните и менаџирање нели на условите на живот, на крајот на криштата вие сте градоначалник на сите граѓани и достигнувањата на општината се достигнувања на сите граѓани. Што ќе биде следно, што вие меракете, да речеме, и вам лично како илинденец да се направи или до крајот на мандатот или додека имате прилика дека нешто мора да направите? Генерално
се трудиме како локална самоуправа и јас како градоначалник да инвестираме во сите пори на општеството, во сите сегменти. Нормално како локална самоуправа предизвикот е највеќе во инфраструктурата. Кога зборам за инфраструктурата, пред се мисли за патната инфраструктура, изградба на фекална канализација, водоводни системи и така натаму. Најголем дел од нашите инвестиции се во таа насока, во подобрување на патната инфраструктура и наредниот период во голем дел ќе ставиме акцент на реконструкција на многу значајни сообраќајници низ општина Илинден, но исто така паралелно на тоа работиме на изградба на фекална канализација, каде што моментално се работи во Илинден крупен проект за изградба на фекална канализација во делот на Илинден. Многу наскоро започнуваме со уште нов сегмент изградба на канализација во Кадино. Така да и во наредниот период ќе продолжиме во тој дел да се развиваме. Изминатиот период започнавме уште еден капитален проект кој што е исто така од многу битно значење за граѓаните на општина Илинден, а тоа е изградба на нов здравствен дом во општина Илинден на местото на поранешниот кој веќе е срушен и на неговото место со дупло поголема квадратура. Очекуваме во наредните 6 месеци да изникне нов здравствен дом кој понатаму општината кој ќе го изгради, ќе го предаде на управување нели нормално на Министерството за здравство и каде што се надеваме дека ќе се отворат многу можности граѓаните добар дел од своите здравствени потреби да ги реализираат во тој здравствен дом, да не патуваат на подалечени места во централното градско подрачје, него добар дел од тие услуги да ги најдат токму во нашата општина. Како што кажа, во спортската инфраструктура ќе продолжиме да инвестираме. Се надеваме голем акцент ќе ставиме на урбаните паркови, зеленилата, засадувањето на подигнувањето на нови зелени површини. Исто така во голем дел ќе ставиме акцент и на други проекти кои што од многу битно значење на нашите граѓани, кои што не се од инфраструктурен аспект, како што се од овие субвенции кои веќе ги даваме за спортисти, ги даваме за купување на инвертери, велосипеди, кои што за прв пат почнавме да ги воведуваме од минатата година. Така да општина Илинден во наредниот период со засилено темпо ќе се развива, ќе инвестираме во сите сфери на живење и се надеваме на поголема соработка и поголема поддршка од централната власт, затоа што само заеднички можеме и да ја развиваме оваа држава, но и нормално самите општини да бидат на едно уште поголемо и повисоко ниво. Така, граѓаните се на сите, државата е на сите граѓани, така. Што би се рекло, заедно со ресурсите. Се надевам дека во сите овие проекции имате предвидено така нескромно, да кажам, иако навистина ми е искрена желбата, да изравстениот дом и таа инфраструктура, нели што ја споменувате, да обслужува зголемен број на граѓани, дури и поголем од овие сегашните, нели, кои што ги споменавме, кои се 18.000. Јас ви посакувам за брзо време, нели, и удвојување, ајде нека биде нескромно, на бројот на жителите, а секогаш кога има таков развој, тогаш треба да се мисли на одржлив развој и на заштитата на животната средина. Благодарно за издвоеното време, времето ни летна, обично тоа го констатираме на крај со сите градоначалници и гости со кои што разговараме, нели, на тема Скопје. Јас ќе ви се заблагодарам за издвоеното време, ќе закажеме некоја нова средба, реков дека ова е вовет, само за на некој начин да се запознаеме со основните параметри на општина Илинден, а од самиот разговор, доколку не следевте од почетокот внимателно, можевте да видите дека има еден куп теми и подтеми за кои што навистина вреди да се разговара и да добијат јавност. На самиот крај потсетување на нашиот вибер број 074144050, на кој што можете да ги испраќате вашите предлози, прашања, препораки, па и критики, и да не следите на сите социјални медиуми, како и на нашиот интернет портал мултимедијален, на кој што 24/7 во HD резолуција програмата се емитува во живо и преку кој што не следат, нели, и нашите сограѓани во прекуокеанските земји кои ги споменавме, и поздрав до нив, тоа е vatava.mk. Ние овде се одјавуваме со уште неколку завршни содржини за крај. Кадино.
Кадино е распослано во источниот дел на Скопска Блатија, во неговата непосредна близина се наоѓаат остатоци од разни историски периоди од римскиот, словенскиот и турскиот период. Денешната местоположба на Кадино настанала во турскиот период. Според кажувања, името Кадино произлегува затоа што селото е формирано на имотот на турски кадија и поради тоа првото име на селото било Кадиѓој. Пред крајот на Турската империја, истовремено кога комитското движење било се поактивно во Скопско, како и во другите села, така и во Кадино, турските власти доселиле во селото 100 муслимански бошњачки фамилии за работа и за заштита на нивниот имот. Во турскиот период Кадино располагало со голем атар. Покасно во првата половина на 20 век биле одземени 50 хектари земја и доделено за формирање на селото Марино, а нешто подоцна уште 200 хектари биле одземени за изградба на аеродромот Петровец. На атарот на Кадино се наоѓаат два крста подигнати во некое време кога селото било уништено од чума и за да затрае било заорано заобиколено со бразда со верување дека населението ќе биде заштитено од болести. Црквите Свети Ѓорги и Свети Илија, изградени од Плитар во 1910 година, до изградбата на оваа црква населението своите црковни потреби ги обавувале во црквата во селото Таор. Првото основно училиште по барање на населението отворено е во приватна куќа во 1928 и во него учеле 60 ученици. Пред тоа децата учеле во Бунарџик. Денес Кадино представува мешавина од рурална и урбана средина со модерни стамбени куќи, економски развиена средина на која во тек е изградба на економска зона, која во перспектива ќе овозможи Кадино да стане уште попривлечно место за живење. Миладиновци. Старо име Аджилари. Миладиновци е село во општина Илинден во околината на градот Скопје. Денешното село Миладиновци е формирано кон крајот на 18 век. Според едно предание, селото го основале доселеници од прилепското село Мажучиште, кои тука се населиле за да се засолнат од потерата која ги барала поради убиство на некои должници. Друга малку поизменета верзија вели дека селото го основале или туриле колец турскиот род Алиловци од Оросан во Арабистан, а веднаш понив на имотот на чифликот на Ракиббек се доселиле предците на македонскиот род Трајанковци, кои побегнале од Прилепско откако таму двајцата браќа близнаци Трајан и Трајко убиле некој човек турчин, должник, при што тука дошол Трајан, а Трајко заминал на Овчеполе. Кон крајот на 18 век, најплодната земја на селскиот атар припаѓала на познатиот силен Ракиббек, а на нивната земја до пред крајот на турското владење биле основани уште 3 чифлици, на кои работеле само македонските христијански жители, додека постојаното население, муслимански семејства имале своја земја. На турските гробишта во селото во 1912 година се наоѓал жртвеник со латински надпис, посветен на богот Херкул. Селата во Македонија. Ајватовци. Ајватовци се наоѓа во источниот дел на Скопската котлина, во рамките на општина Илинден, на само неколку километри од автопатот Скопје-Куманово, од неговата лева страна. Селото е рамничарско и лежи на надморска височина од 320 метри. Расположено е во подножјето на Ајватовски рид, на допирот помеѓу возвишението на 429 метри на север и котлинското дно на југ на 233 метри. Денешното село Ајватовци потекнува од крајот на 18 век. Како што е случај со повеќето околни села, тоа најверојатно било уништено и опустешено по Карпошовото востание и Австријско-турската војна во 1689 година, а по неколку века
пак се обновило. Основач на Еватовци, кон крајот на 18 век, бил некој Давин, од кого потекнува селскиот род Давиновци. По нив се доселил родот Пешеви, а последен се доселил родот Тасеви. Во првата половина на 19 век, Еватовци станало чифлик на Меметбек од Скопје. Во 19 век, Еватовци се наоѓало во Скопската каза во Отоманското царство. До 1912 година, сите селани работеле на чифликот, а по заминувањето на турците добиле земја со аграрната реформа. На потезите Клинчарица и Црквиште, каде што се наоѓал камен крст на Свети Петар, а денес е изградена истоимената црква. Селаните често ископувале и изорувале керамиди и гранчарија од понапрешното население. Според составот на атарот, селото Еватовци има исклучиво полјоделска функција. Населението на Еватовци, поради својата погодна положба, највеќе се занимава со земјоделство, односно со полјоделство и сточарство. Од полјоделството најзастапено одгледувањето на жито, посебно пченица, јачмен и овес. Фуражни индустријски култури како луцерка и граор. Во голема мера е застапено и градинарството, односно одгледувањето на пиперки, домати, кромид, марули и моркови. Од сточарството најзастапено е одгледувањето на крупна стока, односно краварството, зашто е погоден и самиот терен. Покрај погодноста на теренот, за развојот на краварството и млекопроизводството кај населението на Еватовци, највеќе влијае и непосредната близина на некогашната млекарница Светмилк, како и неколку други млекарници непосредно до селото. Во помала мера, но сепак доста застапено е и одгледувањето на ситната стока, како овците и козите. Живинарството и одгледувањето домашни птици е застапено во голема мера, поради самиот терен и близината на повеќе приватни живинарски фарми, како и некогашната живинарска фарма Белимбегово. Ридскиот терен околу Еватовци е погоден и за лозарство, па така лозјата се во голема мера застапени во подложјето на Ридот непосредно источно и западно од селото. Исто така, јужно од селото има и повеќе плански насадени овоштарници со јаболка, сливи, круши, цреши, кајси, праски, бадеми и лешници. Според податоците на Васил Кнчов од 1900 година, во селото Еватовци имало 190 жители, од кои 120 македонци христијани и македонци муслимани. Според последниот попис од 2021 година, во селото живееле 247 жители, од кои 235 македонци, 1 останат и 11 лица без податоци. Доколку некогаш го посетите ова село, во близина можете да ги видите црквата Свети Трифун, главна селска црква во долот помеѓу двата рида во горниот дел на селото. И црквата Свети Петар и Павле се наоѓа на ридот над самото село и се забележува како знаменитост од сите страни. Во дворот, непосредно до црквата, стои стар камен крст, за кој може да се предпостави дека може би е подигнат во 1844 или 45 година, поради надписот на таа година во грбот на Еватовци, кој стои во придружните згради во дворот на црквата. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно